Сидата во регионот нагло се шири. За помалку од 2 месеца овде има регистрирано дури 5 нови случаи, но вистинска реакција за тоа како болеста да се спречи, речи се и да нема. Незнаењето и невнимателноста се едни од главните причини за ширењето на болеста. Друг проблем е затвореноста на институциите и на одговорните. Сидата е проблем за кој треба да се разговара поотворено и посериозно. Наместо тоа и понатаму се сведува на банално повторување на препораките кои досега евидентно не ги дадоа очекуваните резултати. Секогаш кога ќе имаат сексуални односи да практикуваат примена на заштита, односно презервативи, да немаат засилен промискуитет, односно секогаш да го граничат своите сексуални односи со 1 до 2 сексуални партнери и да ги познаваат тие сексуални партнери. Состојбата која сега е лоша наскоро може да стане уште полоша, зашто за една година оние што работат на превенцијата од СИДА ќе немаат повеќе пари за работа. Финансирањето од Глобал фонд завршува, како што напоменав, кон крајот на 2016-та и од тогаш се очекува истиот да стане уште поголем проблем. Заради тоа се преземаат активности за да државата, односно и локалната самоуправа во рамки на своите можности презема дел од тие активности за да овие програми останат одржливи. Ова може да значи широко отворена врата за нови заразени и заболени доколку нешто не се смени подитно. Со сегашна ситуација која што е во град Штип, или изголемувањето на инфицираните од ХИВ-СИДА, би сакале да дадеме поголемо значење на програмата и нејзиниот бенефит кој што го имаат сите овие 8 години. Во првите 7 месеци од годината на ниво на држава регистрирани се 26 нови случаи на ХИВ и СИДА. Од нив 10 лица се заболени со СИДА, 16 се ХИВ позитивни, а регистрирани се и 2 смртни случаи. Доволна причина во приодот кон болеста нешто да се менува подитно.